ВМРО ДПМН се уште е пред дилемата дали ќе учествува во техничката влада, изјави денес потпредседателот Александар Николовски. Има размислување и за, има размислување и против. Мене ми е жал што СДСМ не собра храброст и не го прифати нашиот предлог да се укине техничката влада со цел Талат Џафери веќе сега како предлог да не стане премиер, односно дуи да не го добие премиерското место, затоа што мислам дека е понижување за демократијата во Македонија, поигрување со волјата на народот, на политичка партија која што има само 12 пратеници во собранието, тоа се 10% од вкупно 120 пратеници, а добие премиерското место. Но со ова всушност и СДСМ покажуваат дека се само приврзок и подизведувач на ДУИ и дека ДУИ е тој кој што ја води владата, затоа што после една ваква одлука ДУИ ќе го има и премиерот и првиот вице-премиер, повторувам, со само 12 пратеници. Причина за дилемата е сомнежот во можни изборни манипулации кои Николовски меѓу другото ги гледа и од следното. Алијансата за албанците стана член на владата скоро пред година дена и со тоа го изгуби местото во Државната изборна комисија. Според закон тоа припаѓа на опозицијата. Законот вели ДИК има 7 члена, од кои што се 4 на власта и 3 на опозицијата. Во моментот тоа едно место е непополнето, иако сите знаат дека треба да е на опозицијата, иако се прекршени неколку закони, имајќи предвид дека во законите има јасни норми и јасни процедури за колку време треба да се пополни Државната изборна комисија. Самото поигрување со овој процес покажува дека размислуваат за манипулации во изборниот процес и во таа насока треба сериозно и ние како ВМРО ДПМН да размислиме како ќе се поставиме во следниот период, но она што сигурно можам да го кажам е дека нема да дозволиме ни еден глас на граѓаните да биде изманипулиран